Добродојдовте во урбаните вести. Во светот денеска се одбележува меѓународниот ден на мајчиниот јазик, кој УНЕСКО го прогласи на 30-та сесија на Генералната конференција во 1999 година. Во 2000 година на 21 февруари е промовиран како ден на лингвистичката и културна разновидност и мултилингвинизам. Со оваа информација ги започнуваме вестите, а во продолжение ќе погледнете што друго подготвивме за вас денеска. Денеска се празнува Тримери, женски празник за љубовта и среќата на младите. Граѓаните треба да имаат пристап до еднакви јавни услуги. Представата како да се ограби банка в петок премиерно во Драмски театар. Одржана трибина за македонската литература за деца и млади. Денеска е Тримери, трет ден по прочка Денеска е Тримери, трет ден по прочка и трет ден од почетокот на големите великденски пости. А детите, како што е редот, се пренесуваат од поколение на поколение, низ вековите. А во делови од Македонија, посебно во Струмичкиот регион, празникот обстојал до ден денешен. Денеска е Тримери, трет ден по прочка и трет ден од почетокот на големите великденски пости. Денеска е женски празник, посветен на мајките, ќерките на новите поколенија. Тримери со тоа име постои официјално, ама секоја жена знае за што станува збор. А детите, како што е редот, се пренесуваат од поколение на поколение, низ вековите. А во делови од Македонија, посебно во Струмичкиот регион, празникот обстојал и до ден денешен. Како што е редот, на гости на Тримери се доаѓа со подарок. Пожелно е да се донесе боза, овошје, посен специјалитет. На трапезата има од се по нешто посно. Главно посно гравче и сарма, овошје, пред се портокали, потоа боза, посебно за доилките, да имаат млеко за бебињата, зелник, благи работи, кравајчиња. Посебно место има и пченицата со конопни зрна. Атмосферата на овие собиранки е весела и распејана. А зошто се слави и зошто жилаво се одржал низ вековите до денешно време овој празник? Домакинката, мајка на младата невеста или на армасаната девојка, по правило држала Тримери. Тоа значи од полноќ на прочка, кога почнуваат постите, 3 дена ниту јадела, ниту пиела. А детите за Тримери се пренесувале од баба на мајка, од мајка на ќерка. На Тримери адете младите невести, што туку влезани во брак, и армасаните девојки, да одат на гости на покана од мајките. Што туку мажените или што туку армасаните мора да бидат благословени од мајките, да имаат добар брачен живот, да им пренесат совети како да ги почитуваат бракот, сопругот и семејството, а наскоро и како да се однесуваат со својата рожба. Директорот на Институтот за фолклор Зоран Чомалинов вели дека Тримерите се убава символика на македонската традиција, која за жал веќе е во изумирање. Токму затоа, потенцира Малинов, добро е преку вакви емисии да се потсетиме на македонскиот фолклор и на животот на македонците во минатото, иако не се исклучени и примери во кои и денеска се празнуваат Тримери. Најчесто овој обичај го практикувале девојките подготвени за мажење, значи некаде возраст од 16, 17, 18 до 20 на години, зависи кој на колку години се мажела. Ништо не ставале во уста, дури сум среќавал информаторки кои што напоменуваат дека дури устата ќе испука од недостаток на вода, од дехидрација, да речеме, и со тешки последици, но биле упорни, бидејќи ова тримерење, овој 3-дневен пост со тотална абстиненција од храна, па и од течности, го зацврстува духот, според нивното кажување, значи обстојувале во својата упорност и вообичаено се тримерело неколку години поред, значи не само еднаш во живот. Колку што сум запознат од теренските истражувања, значи, иако на некој начин имаме обновување на обичајната традиција што ја практикувале некогаш нашите дедовци и баби, сепак постите великденски се практикуваат, но многу ретко, барем јас не сум сретнал кај помладите генерации, тоа да биде во вид на тримерење, значи 3-дневен тотален пост. Традицијата нели има едни норми, но современието се прилагодува на современите текови и тешко дека овој обичај би се вклопил во
денешните текои, бидејќи, например, девојките едно време не оделе на работа, не оделе на училиште, на факултет, денес, ако примера 3 дена, би им се слошило и тешко дека би го издржале сето тоа. Пораката за прославата на Тримери е едноставна. Љубов, среќа за младите и успех во животот. Во денешно време, уште повеќе се чини ни е потребен Тримери, за мир и слога во домот. А ако е умешна жената, како столб на семејството и на домот, спокојството и среќата сами ќе си дојдат. Скопје ги надмина годишните ЕУ граници за аерозагадување уште во февруари. Од Сдруженијето Скопје Смог Аларм апелираат до локалните и централните власти за итни и одржливи мерки за подобрување на воздухот во Скопје и низ цела Македонија. Скопје ги надмина годишните дозволени ЕУ граници за аерозагадување уште во февруари. Овие ЕУ лимити денеска се надминати на сите мерни станици во Скопје, освен во Миладиновци, општина Илинден, соопшти заедницата на екоактивисти Скопје Смог Аларм. Во Европската унија дозволената граница за концентрации на PM10 честички во 24 часа просечно се 50 микрограми на метар кубен. Во Европската унија дозволениот број на надминување на лимитите за PM10 честички е 35 дена во една календарска година. Најмногу надминување на 24-часовните гранични вредности за PM10 честичките, броено во календарски денови. Заклучно до денеска се регистрирани кај ректорат 54, Лисиче со 47, Газибава 45, Карпош 42 и Центар 40 микрограми на метар кубен. Од Сдруженијето Скопје Смог Аларм апелираат до локалните и централните власти за итни и одржливи мерки за подобрување на воздухот во Скопје и низ цела Македонија. Воздухот во Скопје не смее да се користи како канализација на тешката индустрија и градежната индустрија. Мерки како дводневен бесплатен превоз се премали за еден од најзагадените градови во светот, стои во соопштението од Скопје Смог Аларм. Заедницата на екоактивисти потсетува дека Германија планира да воведе целосно бесплатен јавен превоз во 5 најзагадени градови. Кина ја ангажира армијата за да засади дрвја, најмногу во околината на главниот град Пекинг и привремено затвори голем број фабрики со цел да се намали загадувањето. Париз неколку пати воведе ден без автомобили во центарот на градот. Светска банка во 2015 година проценила дека во Македонија од загадениот воздух годишно гинат 1350 граѓани, додека Европската агенција за животна средина во 2017 година проценила дека годишно има до 3000 смртни случаи заради аерозагадувањето. Тоа значи секоја година ни се случува еколошки геноцид, односно екоцид, велат од Скопје Смог Аларм. Министерството за локална самоуправа има за цел да се создадат услови за сите граѓани да имаат пристап до еднакви јавни услуги. Министерот Сухеил Фазлиу информираше дека се уште има огромни разлики меѓу Скопје и внатрешноста, меѓу поголемите урбани центри и руралните подрачја, не само на квалитетот, туку и на обезбедување на основните јавни услуги. Министерството за локална самоуправа во Скопје ја почна јавната дебата за ефектите од имплементацијата на политиките за рамномерен регионален развој. На форумот беше презентирана анализата за ефектите од капиталните инвестиции на развојот на планските региони. Министерот за локална самоуправа Сухеил Фазлиу информираше дека Министерството како носител на клучните сегменти во креирањето и имплементацијата со овој форум го отвора процесот на проценка на ефектите од досегашното спроведување на политиката, со цел јасно да се согледаат слабостите, за да може во наредниот период да се ориентира кон конкретни резултати. Во програмата на владата рамномерниот развој е приоритет на системска, праведна и транспарентна распределба на средствата. Како што додаде министерот Фазлиу, целта е да се создадат услови сите граѓани да имаат пристап до еднакви јавни услуги. Сите деца треба да учат во пристојни училишта, сите граѓани да имаат пристап до канализациона мрежа и здрава вода за пиење, патната инфраструктура до секое и во секое населено место. Разликата помеѓу градот Скопје и другите региони е голема. Јас мислам дека потполно треба да имат исти стандарди и луѓето кои што живеат во села и луѓето кои што живеат во град. За да се надмине ова ситуација, ние како Министерство за локална самоуправа сме покренеле неколку иницијативи. Една од тие што ова година планираме да промениме и стратегијата за регионален развој 2020-2029, која што веруваме дека ќе помогне многу во
подобрување на диспаритетите. Представничката на UNDP во Македонија Луиза Винтон, со чија поддршка се одржува денешниот форум, посочи дека заедничката идеја е да се направи поголема координација со цел да има поголеми капитални инвестиции во самите општини. Нашата цел, целта на нашата програма е да ги дискутираме и надминеме регионалните диспаритети и да воспоставиме еден уравнотежен развој на ниво на општините. Одржливот развој значи надминување на овие диспаритети, а тоа во исто време значи и еднакви можности за сите. Она што го забележуваме овде е од страна на владата голема заложба за надминување на овие диспаритети и воспоставување за еден уравнотежен развој. Меѓутоа тоа е предизвик. Оно што го реков е дека во моментот се троши, е само 1% од средствата што се наменати и доделени во регионалните центри за развој. Меѓутоа, во најдобрата година ние сме потрошиле 0,04% од овие средства за надминување на овие диспаритети. Винтон додаде дека она што го имаат забележано овде од страна на владата е голема заложба за надминување на овие потешкотии и воспоставување на уравнотежен развој. Меѓутоа, тоа е предизвик. УНИЦЕФ ќе го поддржи Министерството за образование и наука и другите релевантни институции во заедничките напори за подобрување на квалитетот на образовниот систем. За таа цел, Министерката за образование и наука Рената Дискоска и представникот на УНИЦЕФ Бенџамин Пиркс ја потпишаа годишната програма за соработка за 2018 година. Министерката за образование и наука Рената Дискоска и представникот на УНИЦЕФ Бенџамин Пиркс ја потпишаа годишната програма за соработка за 2018. Станува збор за годишна програма преку која УНИЦЕФ ќе го поддржи Министерството за образование и наука и другите релевантни институции во заедничките напори за подобрување на квалитетот на образовниот систем. Програмата за годишна соработка предвидува поддршката да биде насочена кон подобрување на системот за обезбедување квалитет преку спроведување на анализа на пристапите за оценување и евалуација во земјата, зголемување на капацитетите на училишното раководство и поттикнување на конкурентноста кај младите луѓе. УНИЦЕФ ќе обезбеди поддршка во развој на стратегија за воведување на образованието, кое што ќе придонесе за градење вредности кај младите и за професионален развој на наставниците за примена на нови наставни приоди и методологии. Активностите исто така ќе бидат насочени кон поддршка на стекнување знаења и вештини на клучните учесници во образованието и подигнување на свеста за важноста на учеството на децата, семејствата и заедниците во инклузивното и квалитетно образование. Како да се ограби банка е насловена новата представа која ќе се игра на сцената на Драмски театар. Представата е во режија на Иван Манасковски, а премиерата е закажана за на 23 февруари во 20 часот. Оваа представа зборува за комичноста на луѓето кои ќе се најдат во комплицирани ситуации. Во петок, на 23 февруари во 20 часот на сцената на Драмски театар премиерно ќе биде изведена представата Како да се ограби банка, во режија на Иван Манасковски. Оваа представа, која е прво режисерско дело на Иван Манасковски, најде на голем интерес, а тоа го покажува фактот што и пред премиерата и премиерата, а и репризата од представата се веќе распродадени. Представата Како да се ограби банка зборува за комичноста на луѓето кои ќе се најдат во комплицирани ситуации. Направивме нешто на кое што сум особено горд, затоа што мислам дека гледачите кои што ќе дојдат да гледаат ќе видат една квалитетна представа пред се, за која што нема да зажалат и ќе се забавуваат. Ќе кажам само дека Драмски добива една представа која што ќе се надеваме дека ќе ја врати публиката во седиштата во Драмски и дека повторно ќе има еден убав збор, една убава мисла кога ќе се спомне Драмскиот театар, нешто што беше подзаборавено во минатото. Ова е представа која што навистина нема да ги остави луѓето, публиката рамнодушни. Тоа е една феноменална комедија на ситуации. Една крајно сиромашна фамилија
изгубена во една заедница, се решава на ваков екстремен чекор да ограби банка, само за да се спаси од сиромаштијата. Во представата станува збор за сиромашно семејство кое за својата екзистенција ќе се реши да ограби банка. Но тоа, иако изгледа многу едноставно, ќе излезат многу непланирани проблеми. Актерот Лазе Манасковски ја игра улогата на Раде Кепевски, глава на семејството Кепевски, чија главна особина е снаодливоста. Покрај Лазе, актерската екипа ја сочинуваат Марија Кундовска, Гоце Тодоровски, Симон Манасковски, Катерина Шехтанска-Лаковска, Калина Наумовска и Игор Георгиев. Што се однесува до самиот проект, тоа е интересна комедија на ситуации, каде што имавме среќа да работиме со нашиот голем познавач на комедија Гоце Тодоровски, кој навистина тој жанр му е, како да кажам, во крв. Драго ми е што има фубава соработка со режисерот Иван, кој му е прва представа и се стафатил со еден од најтешките жанрови во театарот, тоа е комедијата. Сите мислат дека комедијата е нешто лесна работа, всушност е најтешка за играње комедијата. Самиот ова продажбата на картите, само од името на представата се случува, а замислете кој ќе почне да доаѓа да ја гледат и кој ќе почне да се раскажува представата, тоа ќе биде една геометриска прогресија. Денеска во кинотеката на Македонија беше промовиран дигитализираниот филмски опус и DVD изданието на доајенот на македонската кинематографија, Бранко Гапо. Управата за заштита на културното наследство и кинотеката на Македонија денеска организираа специјална презентација и промоција на дигитализираниот филмски опус и DVD изданието на доајенот на македонската кинематографија Бранко Гапо. Проектот за дигитализација на режисирскиот опус на доајенот на македонската кинематографија Бранко Гапо ги опфаќа играните филмови Денови на искушение, Време без војна, Истрел, Најдолгиот пат, Време води и Македонска сага. Филмовите се дигитализирани во Хрватска во Визија. Се работи за дигитализација која што започна пред 2 години и завршена на крајот од ланската година. Имаме, значи, 2 фази во секоја дигитализација, тоа е дигиталната реставрација на филмовите и објавувањето на една комерцијална овака во смисла на популаризација, значи на филмскиот опус. Имаме објавено DVD, односно Digipак од 6 дискови. Тоа е ова едиција во која што се вклучени сите 6 играни филмови на досега, значи се уште најплодниот македонски филмски автор со 6 играни филмови. Во рамки на долгогодишниот проект на кинотеката на Македонија, дигитализацијата и дигиталната реставрација на аудиовизуелното наследство, почнувајќи од 2011 година, досега дигитално се реставрирани и дигитализирани филмскиот опус на браќата Манаки и документарниот филм Македонија во слики 1923 на Арсени Јовков, кои согласно Законот за заштита на културното наследство се прогласени за културно наследство од исклучително значење. Дигитализирани се и опусите на режисерите Торе Попов, Љубиша Георгиевски и Милчо Манчевски, филмовите Татко, Кулнати сме Ирина на Коле Ангеловски, Хајфај на Владимир Блажевски и Жид на Димитрije Усманли, односно вкупно 15 играни филмови, 4 документарни и 2 краткометражни играни филма. Ние во текот на годината, во рамките на годината на културното наследство, ќе се обидеме да ја приближиме оваа сфера, аудиовизуелната сфера, повеќе до младата генерација, така што планираме во текот на првата половина од годината да организираме промоција на филмови од браќата Манаки за средношколската младина, а исто така планираме да организираме и за студентите една работилница која што ќе стане збор за естетиката во дигитализацијата, која што ќе биде проследена со филм од Арсени Јовков 1923 година и двете личности, односно групи на личности, и браќата Манаки, Арсени Јовков и нивниот опус представуваат културно наследство од исклучително значење за Република Македонија, така што овој сегмент на културното наследство ќе биде застапен во нашата програма.
Од денеска до петок младите уметници средношколци ќе имаат можност да ги покажат своите идеи, сваѓања и размислувања во поглед на уметноста во рамки на фестивалот 3 дена култура. Програмата на фестивалот вклучува средношколски филмски фестивал, театарски перформанси, свирка и дигитална изложба. Фестивалот на млади уметници 3 дена култура од денеска до петок ќе се одржува во Средното училиште на град Скопје Никола Карев. Се работи за отворена платформа во која секој млад уметник средношколец ќе може да го представи своето авторско дело, а истовремено и да ги покаже своите нови идеи, сваќања и размислувања во поглед на уметноста. Програмата на фестивалот вклучува средношколски филмски фестивал, театарски перформанси, свирка и дигитална изложба. Денеска ќе се одржува средношколскиот филмски фестивал, кој е прв од овој карактер во нашата држава. На фестивалот ќе бидат прикажани кратки авторски филмови снимени од средношколци во официјална селекција и неколку кратки филмови во специјалната селекција како гости на фестивалот. Филмови на млади студенти кои снимале во средно, како и краток филм изработен од школата за уметност Џолев и уметностите. Пред се, ова е еден настан кој што е всушност по иницијатива на ученици, луѓе кои што сметаат дека едноставно има голема потреба меѓу самите ученици да се развие, да се расшири културата, онака како што тие мислат. Ова е настан кој што се организира 3 дена во Карев. 3 дена ќе има различни делови од уметноста, ќе ги представуваат секако ученици, изразувајќи го својот слободен дух, представувајќи се себе си тоа што всушност сметаат дека е најважно за нив и за нивната околина. Целта е всушност да ја искажат својата самостојност, својата индивидуа и да се представат себе си онакви какви што се на начинот на кој што сметаат дека е најсоодветен за нив. На фестивалот може да се пријави секој средношколец со свој краток филм. Темата на филмовите е слободна и секој автор може да испрати неограничен број филмови, кои не треба да бидат подолги од 20 минути. За официјалната селекција ќе бидат избрани 10 најдобри кратки филмови, а најдобриот ќе биде избран од страна на публиката по пат на тајно гласање. По проекциите следи мала дискусија за филмовите, режисирите, како и прогласување на победникот. Мора да напоменеме дека ова е прв средношколски филмски фестивал кој што се случува тука во Македонија. Првичната идеја ни дојде во декември месец, кога јас и уште неколку го смисливме првичниот концепт, потоа прашавме, нели, мораше да имаме и некоја поддршка од професори и од директор, секако тие ни одобрија и ги закажавме овие датуми што се сега 21, 22 и 23 поканата е отворена, сите може да дојдат. В четврток ќе има театарски перформанси, каде ќе учествуваат средношколци со свои театарски представи. Вечерта ќе има 5 перформанси, а целта е да се покажат што повеќе нови гледања и сваќања на театарската уметност од страна на младите средношколци. На последната вечер на фестивалот ќе има свирка и дигитална изложба. На свирката ќе учествуваат млади независни музичари и бендови со познати кавери, како и гости со свои авторски песни, Spectrum и Short Fuse Hero. Додека трае свирката ќе биде поставена и дигитална изложба на млади уметници. На изложбата може да се пријави секој средношколец со свое ликовно дело или фотографија. Ќе гостуваат и Beatrix Crew со своја кореографија. Влезот за сите посетители е бесплатен. Трибина за македонската литература за деца и млади се одржа денеска на Универзитетот ЕФТА, на која свое излагање имаа повеќе македонски автори. Авторите се едногласни дека литературата за деца и млади во Македонија во последно време е потисната. Според нив треба промени и враќање на книжевните списанија за деца, затоа што читателската публика се создава уште од мали носа. Трибина посветена на македонската литература за деца и млади, на која се зборуваше за состојбата со македонската литература за деца и млади, за темите и мотивите, поврзаноста со уметноста, творичката и креативната обнова, фестивалите и манифестациите, недоволната критичка мисла, афирмацијата и презентацијата. Денеска се одржа на Универзитетот ЕФТА. На трибината свој излагање имаа повеќе македонски автори кои се едногласни дека литературата за деца и млади во последно време е потурната, а ако не се посвети внимание на децата, ќе се изгубат како читатели. Тие сметаат дека автори за детска литература има, но нема каде да се пласираат книгите. Затоа треба да се направи сериозна ревизија на лектирите и повторно да има книжевни списанија за деца, каде што би се промовирале авторите и новите дела.
Весна Мојсова Чепишевска во своето излагање говореше за нови теми во литературата и за теми за модерното дете. Најголемиот проблем е тоа што, како што кажа и некој излагачи денеска, е дека во литературата за деца како да е тотално поттурната, а не смееме да заборавиме дека децата се идните граѓани на ово општество, идните читатели, не само читатели туку, и оние кои што ќе градат иднината така што ако ние не им посветиме вистинско внимание и не ги насочиме во вистински правец по однос на тоа што и како да читаат. Моето размислување беше дали може да зборуваме за некакви нови теми во литературата за деца, затоа што ние мораме да го следиме развојот на детето. Детето што е денешното дете, ова дете на 21. век не е исто од детето во минатиот век. Значи ова дете сака некои нови теми, сака некои нови возбуди и нормално и нови книги. Според писателот Васил Тоциновски, книжевните списанија се барометар за книжевноста и мора повторно да се вратат меѓу децата и младите, затоа што многу автори и нивни дела остануваат анонимни, затоа што нема каде да го понудат и представат своето дело. Тој вели дека македонската современа литература не може да очекува читатели ако нив не ги гради додека се деца. Јас поаѓам од една теза дека книжевните списанија се барометар на книжевноста. Ниеден вид или жанр од книжевното творештво, ниту една национална литература може да обстојува без своите списанија. Случајот со современата македонска литература за деца и млади е мощно негативен, мощно непожелен, од причина што можеме само да тегуваме што веќе ги немаме некогашните книжевни списанија за литературата за деца и млади, како што беа развигор другарче. Македонската современа литература не може да очекува читатели ако нив не ги гради од времето на детството, на младоста и од нив да очекуваме дека ќе имаме и едни добри писатели и чувари на македонскиот книжевен јазик и она што е најбитно, добри и верни читатели на нашата национална книжевност. 6 пати неделно директна линија ќе ги поврзува Скопје и Варшава. Летовите започнуваат од 1 јуни, а патниците ќе имаат можност да летаат со модерни Embraer воздухоплови. Скопје и Варшава од 1 јуни годинава ќе бидат поврзани со директна авионска линија, објави денеска ТАВ Македонија и LOT Polish Airlines. Летови на оваа линија ќе има речиси секој ден, односно 6 пати неделно, освен во недела, со модерни Embraer воздухоплови. Билетите се веќе во продажба преку контакт центарот на LOT на интернет страницата www.lot.com и кај продажните агенти. Ембраерите на LOT секој понеделник, среда и петок ќе полетуваат од аеродромот Шопен во Варшава во 10:35 часот, за да пристигнат во Македонија во 12 часот и 40 минути. Патниците на летот од Скопје за Варшава ќе заминуваат во 13 часот и 20 минути. Секој вторник, четврток и сабота, летот од Варшава е закажан да полета во 14 часот и 25 минути, а да слета во Скопје во 16 часот и 30 минути. Поаѓањето од Скопје е планирано да биде во 17 часот и 10 минути, додека пристигнувањето во Варшава во 19 часот и 15 минути. Директорот на корпоративните комуникации, портпарол на LOT Адриан Кубуцки, вели дека Скопје е комплетно нова дестинација во понудата на авиокомпанијата. Распоредот на летови е креиран така што патниците кои патуваат од Скопје да имаат пристап до брзи и погодни летови за конекции од аеродромот Шопен во Варшава до дестинации во САД, Канада и Западна Европа. Од ТАВ Македонија очекуваат оваа авионска линија да се покаже како многу успешна. Линијата ќе послужи за двете земји да ги зајакнат бизнис врските, да се овозможи подобра комуникација со Источна Европа, како и трансатлантски летови до многу дестинации во светот, кои се понудени од Варшава, изјави Алпер Ерсој, генерален директор на ТАВ Македонија. Позначително заладување се очекува за време на викендот, а од утре предпладне ќе има врнежи од дожд кои ќе бидат со слаб до умерен интензитет и позастапени во западните делови, каде се очекува да наврнат над 25 литри на метар квадратен. Снежната покривка на планините значително ќе се зголеми, а до петок ќе дува умерен југоисточен ветер. МТМ Метео е следната содржина во урбаните вести.
И уште една информација пред самиот крај на вестите. Градоначалникот на општина Киселавода Филип Темилковски денеска се сретна со амбасадорот на Унгарија Ласло Дукс и со делегација од амбасадата Издруженијето на унгарци во Македонија. Од општината соопштија дека на средбата во кабинетот на градоначалникот било дискутирано за можностите за продлабочување на добрата соработка што Унгарија има со оваа општина. Тука го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен ден. Довидување.